Квалитетот на земјоделските производи прочитан. Продолжуваме со општа расправа. Има збор господин Димовски Љупчо. Повелете. Благодарам, почитуван председателе. Само накратко ќе се осврнам на предложеното законско решение, односно измените и дополнувањата на Законот за квалитет на земјоделски производи, за кој што сметам дека е еден од исклучително важните закони за македонското земјоделство, заради тоа што на најдиректен начин го регулира квалитетот на земјоделските производи во ресор кој што веќе после агресивната земјоделска политика на оваа влада во изминатите 8-9 години стана трет сектор во државата после индустријата и услугите. Воедно ќе напоменам дека македонското земјоделство во 2013 година врз основа на пописот реализиран од страна на Државниот завод за статистика евидентира вкупен обем во вредност од над 800 милиони евра на земјоделски производи. И исто така, извозот во 2013 година, повторно ќе кажем врз основа на статистичките индикатори, изнесува некаде од прилика околу 600 милиони евра, што е зголемување за над 100%, имајќи го предвид износот на извозот на земјоделски производи, напоменувам, во 2016 година од 242 милиони евра. Да се навратам на текстот на законот, само на кратко, тој води во две насоки, во кој што фактички се допрецизира материјата во делот на контролата на млекото, кој што би требало помеѓу другото да се врши од страна на лиценциран контролор, кој што ќе е вработен во операторите со млеко, односно во капацитетите, односно млекарниците. И со додавањето на новите членови 26а, БВ и така натаму, тоа се нови членови, точно се прецизира начинот, условите, критериумите кои што треба да ги исполни овој контролор и начинот на полагањето на испитот за добивање на соодветна лиценца. Она што е многу битно, а што сакам да го напоменам, е тоа дека за земањето на примероците на млекото тоа и денес се прави, значи во согласно со постоечкото законско решение, и тоа најмалку 2 пати месечно на ниво на фарма. Но сега тоа ќе биде вршено од страна на лиценцирани контролори, при што примероците од млеко ќе треба да се достават до акредитираните лаборатории кои што ќе треба да извршат анализа на квалитетот на млекото, а тоа е лабораторијата во склоп на ветеринариот факултет во Скопје, лабораторијата во Битола и врз основа на проектот на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, односно владата, во следниот период, после монтирањето на опремата и акредитацијата на лабораториите и во Штип на Универзитетот Гоце Делчев и на Тетовскиот универзитет. Инаку, самата контрола, односно анализата на млекото, на примероците од млеко, треба да се однесува на процентот, на содржината на процент на масти, на протеини и на класата на млекото, односно на анализата на соматските бактерии, соматските клетки и на бројот на бактериите, кои што се содржани во самото млеко. Јас сакам да напоменам или да се надоврзам на дискусијата на заменикот министар за земјоделство, шумарство и водостопанство, дека Македонија пред 3 години, кога беше кризата со афлатоксин, беше единствената држава во регионот која што имаше 100% контрола врз квалитетот на млекото. А тоа е се благодаречи на доброто менаџирање на ситуацијата на терен, строгата контрола при увоз на сточна храна, зрнеста, пресена пченка, која што се увозуваше од Србија како генератор на појавата на афлатоксинот во млекото во Србија, во Босна, во Хрватска, во Црна Гора, но не и во Македонија. Имаше изолирани случаи на
млеко со лош квалитет, во кој што беа констатирани содржини од афлатоксин врз основа на контролите кои што ги спроведе Агенцијата за храна и ветерина, но тие количини беа мали и беа ставени надвор од промет, а исто така врз основа на контролите на Државниот инспекторат за земјоделство, сите количини на ченка за кои што беше евидентирано дека содржат афлатоксин беа на лице место и уништен или им беше забранен влез во државата. Она што е многу битно за овој закон е втората фаза во измените на законот, а тоа се однесува на скратување на постапката за регистрација на препознатливи македонски земјоделски производи или брендови и нивна регистрација пред се од автоктони сорти на земјоделски производи во државата. Тоа мислам пред се на кошанскиот ориз, на куртовската капија, на торскиот граф, охридската цреша, грозјето станужина, исклучително ретка сорта на грозје која што единствено во Македонија се произведува, односно се одгледува, на пелагониската пиперка, на скопскиот јабучар партизан, на тетовското, односно ресенското јаболко, на бучинскиот кромит или на младиот кромит од башино село Велешко, на овчеполската везена пиперка или на галичкиот кашквал и на крај, за жал, процедурата е во овој случај мошно комплицирана за шарпланинското јагне. Тоа се брендови кои што со специфично географско потрекло се произведуваат во Република Македонија. Врз основа на поднесените барања за нивна регистрација од страна на здружени земјоделци или на здруженија на земјоделци, тие треба да се поднесуваат до надлежното министерство, односно до Министерството за земјоделство, каде што посебна комисија, која што е овластена од страна на министерството, ги разгледува апликациите и врши следење на процесот на развивање на секоја култура по-отделно, на годишно ниво, врз чија основа се издава и таа регистрација, односно акредитација. Сега во овој случај, доколку се појават со измените што се предложени од страна на министерството, доколку се појават потреби за евентуално докомплетирање на овие барања, рокот се скратува од 6 месеци на 1 месец, што дополнително им дава можност на сите апликанти за многу пократко време тие да ги достават до министерството, со што на поефикасен начин би се издале сите овие потребни документи. Зошто служат тие? Заради тоа што прво ги заштитуваме нашите земјоделци од евентуалниот влез на земјоделски производи од напор кои што се продават на домашниот пазар како македонски, и второ им даваме пасош или сертификат на земјоделските производи дека се карактеристични за македонското поднебје, со што ја подигнуваме нивната откупна, односно продажна цена и на поуспешен начин ја ги пласираме овие земјоделски производи на странските пазари. Токму тука е една од причините зошто ние до 2013 година имаме толку голем, имаме и сега, секако, толку голем раст на извозот на земјоделските производи. Токму во овие причини. Сакам да заклучам со следното дека владата води една множна внимателна политика во аграрот, која што на крај и дава резултати. Не се само финансиската поддршка и сите оние погодности кои што им ги овозможува владата на земјоделците пресудни за развојот на земјоделскиот сектор. Потребно е уште многу да се работи, меѓутоа еден од елементите или алатките кои што се во прилог на развојот на македонското земјоделство и на што поуспешниот пласман на македонските земјоделски производи на надворешните пазари, токму е овој закон. И од тие причини јас препорачувам до сите колеги пратеници истиот да биде поддржан, со што неговата примена дополнително ќе ја зголеми конкурентската моќ на македонските земјоделски производи. Благодарам.